Почитувани присутни, владата пред точно една година ја утврди потребата за усвојување на стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам и координативното тело кое што беше задолжено за изготвување на таа стратегија во изминатите 12 месеци организираше еден широк партиципативен процес во кој што преку 140 невладени организации, домашни експерти и секако представници на клучните институции кои што оваа стратегија ги опфаќа, го подготвија текстот на стратегијата со акцискиот план. Во нашата работа по групи ги анализиравме состојбите, ги утврдивме приоритетите и целите и подготвивме и акциски план кој што беше ставен на увид на најшироката јавност преку организирање на 8 дебати во сите плански региони и размена на мислења и во универзитетските центри. Посетивме повеќе од 5 универзитетски центри, особено оние кои што работат со интеркултурни студенти и заедници. Оваа стратегија е дел од програмските приоритети на владата и произлегува од сеопфатната анализа која што беше направена за имплементацијата на Охридскиот рамковен договор во 2015, секако произлегува и од нашите заложби за кои што зборуваше министерот Адеми и е усогласена со меѓународните конвенции, препораки, стандарди, особено со препораките од процесот во Љубљана од 2012 година. Оваа стратегија ја ревидираа и тројца меѓународни експерти кои што работат со Советот на Европа, а во таа смисла организиравме и меѓународна конференција на која што специјално за таа намена дојде високиот комесар за национални малцинства, господинот Зание, кој што рече дека Република Северна Македонија е една од првите земји, ако не и најдобриот пример, на земја која што спроведува една ваква стратегија. Во самиот план за имплементација предвидени се доста активности со кои што ние очекуваме дека ќе ги унапредиме состојбите на еднаквост, правичност, инклузивност, еднаквост меѓу мажите и жените, вклученост на разните идентитетски, културни, етнички заедници, секако и оние кои што се ранливи или маргинализирани во општеството. Условно, стратегијата е поделена во 7 области, тие се од аспект на правната рамка, правниот систем, потоа образованието, младите, културата, локалната самоуправа и медиумите и она што го нарекуваме социјална кохезија, која што на некој начин е интегративното ткиво кое што треба сите овие промени да ги направи. Би реферирал само на некои од програмските мерки кои што имплементацијата на оваа стратегија во наредниот 3-годишен период треба да ги направи. Од аспект на системот на институции во државата, сакаме да ги идентификуваме и да ги разбудиме на некој начин, да ги надоградиме капацитетите на сите институции кои што произлегуваат или се во рамки на развојот на интеркултурализмот и концептот за едно општество. Секако дека од аспект на право ќе ги ревидираме, ќе ги збогатиме, измениме, ќе донесеме и нови закони со цел законската рамка за развој на концептот за едно општество да биде што подобро втемелена и во правната регулатива. Во однос на локалната самоуправа, за нас тоа е исклучително битно, затоа што секако дека општините и местните заедници како најблиски форми институционални за преку кои што граѓаните ги остваруваат своите права, сите тие треба да ги унапредат своите начини на
комуникација, на транспарентност, на обезбедување на услуги подеднакво за сите и вклучувајќи ги сите. Во таа смисла механизмите како Комисија за односи меѓу заедниците или комисиите за еднакви можности, Советот за потрошувачи и сите други консултативни тела при општините треба што повеќе да ги ориентираат своите услуги да вклучат што поголем број на граѓани и заедници. Исто така, во рамки на она што се нарекува рамномерен регионален развој, ја вклучуваме и инклузивноста, односно не е битно само општините да се развиваат подеднакво, туку тие не смеат да ги забораваат дури ни најмаргинализираните заедници, најмаргинализираните населби или други делови од општините каде што живеат групи кои што може да се подведат под категоријата на различност. Во делот на младите посебно го адресираме говорот на омраза, градење на лидерски способности меѓу младите, обуки, тренинг центри, кампањи, работилници, дискусии, значи сите оние формати со кои што очекуваме дека младите ќе станат поинклузивни. Во културата особено внимание ќе посветиме на развојот на менеджмент со различноста, интеркултурни проекти и повици ќе се објавуваат и на централно ниво во рамки на Министерството за култура, меѓутоа ќе инсистираме интеркултурноста да е принцип и за сите оние други општини или локални самоуправи кои што практикуваат повици за проекти од областа на културата. Националните институции ќе инсистираме во своите програми секогаш да имаат и програмски сегменти базирани на интеркултурноста. Во делот на медиумите, приоритет секако ни е националниот радиодифузен сервис, кој што треба да ги зајакне капацитетите на различните редакции, кој што треба се разбира да ги одразат погледите на заедниците кои што ги застапуваат, но истовремено ќе обезбедиме и соработка меѓу нив за да можат содржините да не бидат исклучиви, туку да бидат инклузивни и интеркултурни. Во таа смисла ќе ја зголемиме и медиумската писменост и ќе соработуваме заедно со невладините организации од сферата на медиумите, секако и со приватните медиуми, за што поафирмативно известување од аспект на интеркултурност. Во делот на образованието, тоа ни е исто една од најглавните области, особено ќе инсистираме на елиминација на физичката сегрегација меѓу учениците. Тоа значи дека во училиштата дел од предметите, како што се уметничките предмети, изучувањето на странски јазик или на информатика за почеток, ќе настојуваме да има заедничко изучување на тие програмски активности, ќе инсистираме на поголема соработка меѓу родителите, училиштата и учениците, особено онаму кај што има мешани заедници, и ќе направиме ревидирање и на лектирите и на наставните планови да избегнеме било каква дискриминација или стереотипизација од аспект на припадници на другите културни заедници, а како што реков, во лектирите ќе вклучиме и литература, односно содржини, уметност од припадници на различните заедници. Секако дека овие цели се амбициозни, меѓутоа во самата имплементација на стратегијата идентификувавме преку 20 министерства, агенции, управи и други институции кои што треба да се вклучат во спроведувањето. Онака како што партиципативноста и вклученоста на граѓаните, граѓанскиот сектор и експертите беа во изготвување на стратегијата, очекуваме да тоа се случи понатаму и во имплементацијата. Оваа стратегија ја донесовме и во соработка со мисијата на ОПСЕ и неколку странски амбасади и поголеми организации и фондации, како што е Фондацијата Отворено општество, Македонскиот центар за меѓународна соработка и други. Ви благодарам.